Почитувани присутни, добар ден. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, ја отварам 50-та седница. Пред да ви го прочитам дневниот ред за работа на оваа седница, го ставам на усвојување записникот од 48-та и 49-та седница. Одиме прво со записникот од 48-та седница. Дали има забелешки на записникот? Поволи. Почитувани, значи овој записник предлагам да не го усвоиме се додека не се спроведе во целост одлуката за начинот на користење на мобилните апарати и мобилните линии, односно за доделувањето на мобилните апарати кои што треба да ги добијат советниците. Инаку ќе му оставиме просто како во пракса на претходниот градоначалник и на овој да го ископира и да си купи некој iPhone-че појако таму и огледам цело време де со министерот разговара, де со други работи, а ние овдека не можеме да отвориме на официјалната страна на општина Росоман и да го согледаме јавниот повек и да видиме кои од условите се потребни за да доставиме документи за аплицирање за помошта која што треба да биде, што ќе очекуваме далеко од општината, ако прогласивме ја како предлог и го имав на оваа седница, да прогласиме елементарна непогода како општина и тоа негде од 2500 до 3000 денари по декар површина на негде 500 хектари ќе биде. И токму таа сума на пари ќе изнесува колку што популистичкиот голем плоштад што треба да го направи, што сакаше да го направи градоначалникот место вика на плочата. Значи, со оглед на тоа дека и во изминатиот период многу малку гради, не гради ништо, значи едноставно ние средствата да ги бидејќи средствата од граѓаните, да му ги вратиме повторно на граѓаните и значи да и видат и тие еден благодет. Оти не гледаат благодет во инфраструктура и во друго, него овака заради обештетување. Па така да, ако сте на исто размислување, можеме да прогласиме елементарна непогода како општина и од буџетот на општината да исплатиме од 2500 до 3000 денари по декар површина. Да. Тоа е негде отприлика близко до субвенциите. Ќе те молам држите до записникот, дадов збор за записникот, даде забелешка. Предлагам записникот. Пауза. Дали има други забелешки на записникот на 48-та седница? Да снимаме? Да, пушти. Бидејќи нема забелешки, записникот го ставам на гласање. Ја имам забелешка. Значи сега морам да потенцирам дека и градоначалникот и председателот на Советот значи не работат во интерес на граѓаните на општина Росоман и затоа значи ќе ги замолам уште еднаш да си ги преиспитаат своите одлуки и да постапуваат онака како што треба, се со цел да работиме во интерес на граѓаните, а не да доколку каже Атанас овдека нешто во интерес на граѓаните да биде прекинувано, односно камерата да биде исклучувана. Благодарам. Ако се држи до дневниот ред, никој нема да те прекинува во дискусијата. Записникот го ставам на гласање. Кој е за усвојување на записникот од 48-та седница? Кој е за? 5 против, воздржани, 5 за, 4 воздржани. Записникот од одржаната 49-та седница на Советот на општина Росоман, отварам претрес по оваа точка. Дали има забелешки на дневниот ред? На записникот? Бидејќи нема забелешки, записникот го ставам на гласање. Кој е за усвојување на записникот од 49-та седница? Едногласно. За работа на оваа седница согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Ајде ќе ве молам, Мира, ако може. Точка 1. Предлог заклучок за усвојување на извештај за првична процена на настанатата штета од атмосферската непогода мраз настаната во 2021 година во општина Росоман со предлог мерки до владата на Република Северна Македонија. Дали има забелешки на дневниот ред?
Бидејќи нема забелешки, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за усвојување на дневниот ред за оваа седница? Полека, не бързай толкова, не. Чекай се работи за хартија одика, не ни се догледува толкова полека. Повторете уште еднаш ако може само. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од деловникот на Советот на општина Росоман го предлагам следниот дневен ред. Предлог заклучок за усвојување на извештај за првична процена на настанатата штета од атмосферската непогода мраз настаната во 2021 година во општина Росоман со предлог мерки до владата на Република Северна Македонија. Повели Иванче. Почитувани колеги советници, почитувани медиуми. Не планирам да дебатирам ова седница, но секогаш мора нешто да ме спровоцира и затоа уште едно ще кажам дека во ова општина владее хаос и безредија, еден куп административци да не знаат да напишат 3 точки. Во една точка напишале владата на Република Македонија, во другата точка напишале владата на Република Северна Македонија. Хаос. Хаос. Значи, станав да му доловам на граѓаните да видат кој ја воде општината. Благодарам. Значи, забелешката на членот на судот од Иванче Јошев е неоснована во целост. Затоа што ако ги предлогам, да. Ако погледнем доле добро, ќе види дека службен вестник на РМ на владата на Република Македонија. Значи, тоа е донесено во 2001 година, не бевме северна, бе, господин Јованче. А доле во третата точка, кај што стои сега, што он се посмева така, стручник и гледа за право и он, сега сме Северна Република Македонија и затоа стои Северна Република Македонија. Што не е јасно тука? Во 2001 методологијата е донесена, убаво пише, единствена методологија процена на штети од елементарни непогоди. Значи се повикуваме на член 13 алинеја 6 од таа методологија, кој се врши проценката објавен во службен вестник на РМ, тогаш било Република Македонија, а не Северна, пак да повторам. Службен вестник број 75 од 2001, донесен од страна на владата на Република Македонија. То не оваа влада на Северна, него на Република Македонија влада. Тогаш била Република Македонија, што не е јасно тука. Малку вклучите ги диогите. Но така да се избразувате, само да напаѓате, никој нешто не работи. Само ви работи. Бог ша чуе, да. Само да се рече нешто. Суштинска да рече. Че Да. цираш. Вака почитувам правник на општина Росоман да се залагавте за овие 4 години нешто да направите во нашата општина, не само на локална власт, туку и на централна власт. Вака да бевте толку заложнички и толку мукотрпни посветени на работењето, освен што направивте промена на името на Република Македонија, со толков интензитет да почнете да работите, да со толку одлуки на советниците донесени на оваа говорница, на гласање, па ниеден акт, ниедно задолжување од советниците кон градоначалникот кон оваа локална власт не е спроведено, жалосно. Само си гласаме за, само си задолжуваме, само си се трошат парите, одат до недоглед. Луѓето се сведоци на неработењето. Колку одлуки донесовме не се спроведуваат, но вие сте сега толку триумфално тоа го нервувате дека го променивте името на Република Македонија. Само
замолвам да работите со толкова интензитет, каде што се тргнавте да смените нешто што толку децении и милениум нашите предци се борат. Ще видиш само. Значи, не е верно отговорност. Очигледно, Черно Советот има нещо проблем. Значи, ја не спомнав нити нещо дека сум се борил, нити дека сум се сменил име, нити сум се залагал за тоа. Јас само се повикувам на неговите забелешки од незнаење и неразбирање. Значи, методологијата, ева председател на Совет, прочите што пише. Дали по методологијата од 2001 пише Северна или Република Македонија влада и мора да напишам така. Што сега театар правиш тука од сето тоа? Сега ти не можеш за твои работи со мене да дискутираш едноставно, не сме равноправни. Нема знаење овој дел, што да ти прави? Како да ти објаснам ја тебе? Значи сега го премнувам тоа шо е, не сме го измислили ја ова, 2001 донесено и така стои и уште се користи така, се го користи така тоа, па на таа методологија се повикуват, уште не е сменета, таа е. Значи да таа влада бил председател Лјупчо Ѓорѓиевски, донал Република Македонија, донал Република Македонија. Сега е Северна и сега пише Северна, кај што треба Северна, кај што не. Ти ми изброиш сега политика, а смених ти името, што ми изброиш тоа мене? Тоа има на кого да му кажеш. Мислам, некоректно е тоа мене да ме обвинуваш ти да ме заменя на името. Не ще да дискутирам за тия работи, те ви изпод. Ајде само кратко, Иванче, избегаме од дневниот ред. Дневниот ред е сосема друго. Сега мешаш баби и жаби тук. Не, политична другата. Почитуван правник, значи, вие да бевте толку професионалец во својата област, немавте да дозволите минатиот совет тука да наликува на едно крајање, расправи и дури натегнати ситуации. Туку, уште на самиот почеток, че го кажевте правецот, каде што после 1,5 часовно дебатирање и провокација од наша страна, од неколку советници и од присутните земјоделци, па после 1,5 часовно ги дадовте вистинските насоки како треба да постапиме. После 1,5 часовно дискутирање, ги криевте тие одлуки, слични одлуки од засегнати општини, например од Ресен, од Могила, ги криевте под тепих, што се и после 1,5 часовно провокација од наша страна ги извадовте, вака да постапиме. Па вие треба да си заработите платата. Затоа сте тука дојдени во оваа општина, да не советувате нас советниците. Јас далеко од тоа дека јас правото по-го од вас, па вие сте дипломиран правник. Значи, како што вие не можете да дебатирате со мене на тема од машинството, така и јас не можам да дебатирам, но имам основни познавања од правото. Секоја седница ја донесувате во недоглед заради тоа што закривате некои работи и после 2 часовно, 1,5 часовно дебатирање, вие кажувате некои насоки, како треба да биде. А на 1,5 сат дозволивте ние да се каеме тука, да се расправим, и после 1,5 час, вака треба да биде. Тоа не е професионализм. Професионализмот уште на самото на старото од седницата да дадете насоки и ние да се водиме кон тие насоки. Тоа е професионализам, а не пречутно истекнување на нешто што не знам да го пишува. Значи, вака, само да кажеме на работа, Лазо не е на дневен ред денеска и во преамбулата на секое решение за свикување на седницата, ако сте приметиле, читам врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, службен вестник на Република Македонија, број 5/02, член 15 статутот и така натаму, значи се стои Република Македонија, затоа што оваа преамбула е врз основа на тој закон од таа година. Врз основа на службениот вестник на Република Македонија. Доколку имате забелешки на дневниот ред, ќе ве молам да се држите до дневниот ред. Значи, точката е предлог заклучок за усвојување на извештај за првична процена на настанатата штета од атмосферската непогода мраз. Ако е во врска со точката повеле таму. Само што мислам сега, извини, меѓутоа јас со ништо не го повикав никого да вака се однесува и вака. Мината седница слично беше. Ако смета, ја можам да си одам, ви сакате што сакате правите. Значи, само да ве подсетам, да го подсетам сенете од господин Јованче. Ако има кратко памтење,
че му текне, а другите тука се. Како втек имаше седмицата немаше конкретен дневен ред. Имаше разгледување, побарање, за да се донесе заклучок, побарање, не знам што на група советници. Имаше ништо. И сите се... Да, чекай, аз сам извини, аз молим. Значи, извини. Имаше дискусија. И дискутирате. Ацо изпадна, па ти изпадна, па вие. Кога ме повикате мене да кажам, и аз почнам да зборувам, и гостите од седмицата видоте самите шо кажа и не да още да кажам, и аз прекинам да зборувам. Сведоци тук има колко сакаш, немој да извртувате работа. Значи, аз не го извадих тия документи од општина Ресен и од кои беа тогаш да ги барам. Ти беа спремни за седмицата, ги дадов и на Марионки и ги кажа, председател тука че посетите. Немој така инсинуации да изведувате, мислам, до сегнасни работи, долни работи се ова. Ако јас дочекав на 35 години, на 60 стаж да работам, ти да ме цениш како правник, колко сум професионален, тешко мене и тешко на тая држава, кај што ти какви квалификации даваш. И тие што веруват тебе. А и твоите квалификации од твојот дел ги видоме. Какви се? Ајде сега да не правиме улични работи. Затоа што ги лични работи почнаме да зборувате. Повелете нас. Можеш ли мен да ме цениш каков правник сум ја? Ти што сега не знаеш право, ти цениш. Ти за право зборуваш. Аман више. Ако не знаеш, оди научи. Аз се извинам. Дека има забуна. Да ги разграничиме нештата. Нештата се разграничуваат врз основа на хартијата. На хартијата ги пишуваме словата. Тука пишува од записникот на 49-та седница, значи било разгледување на барање на група членови на Советот на општина Росоман за навремено информирање на надлежните институции за прогласување на елементарна непогода на територија на општина Росоман. И сега, донесовме ли ние заклучок дека прогласивме ние елементарна непогода? Не донесовме, така? Него едноставно, само заклучок донесовме на кој што побаравме да правично комисијата испадне на терен и да ги согледа резултатите. И од тука комисијата испаднала на терен, меѓутоа кога испаднала комисијата на терен, значи јас не велам, можеби ние комисијата ја најдавме во момент или ја принудивме малку побрзо, меѓутоа со оглед на тоа, на интензитетот на кој што требале да го работат, требале да размислат, значи како да ја формулираат текот на извештајот да го формулираат. И сега, прво има забуна, кај што напиша ле, значи, ќе прочитам, постапувајќи по заклучокот на Советот на општина Росоман, комисијата излезе на лице место на ден 14.4.2021 година, вршејќи увид во сите КО на територијата, и требаш да наведи, значи овдека КО Сирково, КО Росоман, КО така натаму, да, и за да во понатамошните точки под 1, 2, 3, 4 или 5 или која точка ќе ја стави 7, да каже дека на одредени места, значи во тој пониски дел имаме 100%, на повисокиот дел имаме 75%, 80% и така натаму и така натаму. Но мене друго ме загрижува, викам територија на општина кој има претрпена штета од елементарна непогода мраз. Значи веќе тука имаме квалификација на елементарна непогода. Значи ги помешавме термините, значи ние побаравме некој да прогласи елементарна непогода, а сега го употребуваме терминот елементарна непогода мраз. Значи се додека не се потврди формата со даден документ елементарна непогода, значи немојте да пишувате. Или пак требаше да го изгласаме оној мој предлог што ја барав да се прогласи елементарна непогода, па потоа да го употребуваме терминот елементарна непогода мраз. Значи еве го овдека во извештајот пишува елементарна непогода мраз. За да после ние да бараме во заклучокот, овој заклучок да се достави до владата на Република Северна Македонија со барање за прогласување на елементарна непогода на територијата на општина Росоман. Значи не ги поврзуваме работите. Не е така. Да. Еве го извештајот е тука, еве го заклучокот во точка 3, бараме владата да прогласи. Значи во извештајот после заправична проценка, значи во увертирата, постапувајќи по заклучокот, ќе видите дека претрпена штета од елементарна непогода мраз. Да. Да. Така е.
Така и Советот донесе. Значи, овдека, во наведеното, сега ќе продолжам о извештајот на комисијата. Значи, јас сум загрижен дека одредена група на луѓе, односно одредени семејства, ќе нема да бидат обештетени, бидејќи ние, по јавниот повик, односно Општина Росума, на официјалната страна, што има поставено значи, кои документи се треба даден барател за обештетување да ги достави. Значи, ние имаме решена ситуација на одредено земјиште во катастарска општина Сирково, каде што тие луѓе, значи ние претходно дебатиравме овде и кажуваме дека тие каков таков договор имале, меѓутоа бил со пречкари вакво така. Меѓутоа дадени семејства не успеа да го запазат ни тоа, а имат големи површини на овошни насади. Тамо имаме најмногу кајсија, праска, дел нешто стига не верувам, меѓутоа најголемиот дел е на кајсија и на праска. И таму се оштетувањата 100% во тој дел. Значи, ако ние сега постапиме овака и не комисијата, значи не констатирала, значи односно измрзнување да го констатирала, меѓутоа не сме додале ние како ќе ги обештетиме тие луѓе од Сирково, а има и дел од Росума кои што работат земјиште на тој дел во катастарска општина Сирково, или да го наречеме местото викано Сирките. Значи не смееме, покрај кажав и минатата седница, покрај тоа што тие не може да добија субвенција од државата по декар површина или по хектар, сега и во оваа ситуација, како така си го заработувале, значи тие своето и без тие субвенции, со дополнителен труд, со агротехнички мерки, заштита и други работи, значи, меѓутоа сега веќе немат што да заработат, ќе немат производ, ќе немат праски, ќе немат кајси. И не смееме таа категорија на луѓе да ја оставиме без да има, сега без да бидат обештетени. Значи, мора да се најде форма. Ама формата мораме ние да ја напишеме овдека на документ, да кажеме дека имаме и такви семејства кои што во тој период при изработката, односно правната пречка која била, не успеале да ги изработат елаборатите и да му бидат метнати тие податоци во тој регистар на земјоделски површини, односно на корисници на тие земјоделски површини, односно под закуп, или како се вика таа форма. Да. Значи, дневниот ред се уште не ни е усвоен, значи да не почнуваме расправа, дај да го усвоиме дневниот ред. Реков ако има на дневниот ред. Сега, а таа значи стварно ги сега само сакам да кажам ова, значи согледувајќи го заклучокот, значи сега ние треба да го гласаме заклучокот. Сега ние треба да го гласаме заклучокот за првичната процена. Ние треба прво да го усвоиме дневниот ред. За првичната процена. Меѓутоа, првичната процена, значи односно или во извештајот не е дадено за да првичната процена биде фиксна и заклучокот да биде изгласан, значи ние немаме тука наведено по сорти, луѓе. Значи ние имаме сорти сега кај што Спрингкрес, што ти ја знам, Спрингтайм, некоја си Лолита. Почитувани, не сакам да должам, укажав на некои недостатоци овдека, сакам пред граѓаните да се оправдам доколку, значи, нешто општината не ги задоволи нивните барања, односно објективните нивни барања, значи ќе бидат криви тие што се спротивставуваат на овој мој предлог. Така да, моје беше само да укажам и тука ќе прекинем, а сега натаму, Боже мој, оставаме на градоначалникот, на владата, на другите, па нека решат тие. Благодарам. Дали има некои други забелешки на дневниот ред? Ако нема други пријавени кандидати за дискусија, дневниот ред го ставам на усвојување. Кој е за дневниот ред? Констатирам дека Советот со 9 гласа за го усвои дневниот ред. Отварам претрес по однос на единствената точка на овој дневен ред, заклучок за усвојување, предлог заклучок за усвојување на извештај за првична процена на настанатата штета од атмосферската непогода мраз настаната во 2021 година во општина Росоман со предлог мерки до владата на Република Северна Македонија. Првичната процена од комисијата, која што излезе на терен 14.4. ја имате. Во тек е јавниот повик за пријавување на штети од мразот.
Дали некој има за дискусија да даде нешто да отворам претес по оваа точка? Дали некој се бара збор? Ајде, кратко. Ајде, кратко. Значи, како и во увертирата пред усвојувањето на точката на дневен ред, ќе го повторам истото. Значи, го повторам истото од аспект на тоа дека имаме, значи, дадени семејства кои што нече можеме да ги опфатиме, од дадени правни пречки кои што биле претходно направени. Значи, ќе кажем уште еднаш, ќе се повторам дека се работи за овошни насади во катастарска општина. Не имам дневен ред тоа сега. Ама не може во заклучокот не влезе Ама во не може извештај. да влезе, не може ни одлука за тоа да донесеме. Советот не може, таму си имаме. Ама еве владата како ќе ги обештетиме во нас? Ама да. Добро, што нека дајде нека цена. Дај да се разбереме, дај нека исклучи камера. Нека цена. Во јавниот повик немате, во јавниот повик нема. Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа и член 9 точка 43 од статутот на општина Росоман, Советот на општина Росоман на 50-та седница одржана на 21.4. Откако го разгледа првичниот извештај на Комисијата за процена на штети за настанатите штети од атмосферската непогода мраз во 2021 година на териториите на општина Росоман го донесе следниот заклучок. Точка 1. Се усвојува извештајот за првичната процена на настанатата штета од атмосферската непогода мраз настаната на териториите на општина Росоман во 2021 година број 09-182/5 од 16.4.2021 година, изготвен од страна на Комисијата за процена на штети на општина Росоман. Тоа ви извештај што ги имате од комисијата. Точка 2. Се задолжува Комисијата за процена на штети да ја продолжи постапката во однос на барањата кои ќе бидат поднесени по објавениот јавен повик и да изработи конечен збирен извештај за проценетите штети на подрачјето на општина Росоман и истиот да го достави до Советот на општина Росоман на усвојување, согласно точка 13, алинеја 6 од единствената методологија за процена на штетите од елементарни и други непогоди, донесена од страна на владата на Република Македонија. Точка 3. Овој заклучок да се достави до владата на Република Северна Македонија со барање за прогласување на елементарна непогода на територијата на општина Росоман предизвикана од природната непогода мраз, што ја зафати општина Росоман во деновите 8, 9 и 10 и 4 2021 година на цела територија и предизвика катастрофално измрзнување кај овошните насади на земјоделските производители. Точка 4. Овој заклучок влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник на општина Росоман. Тоа е заклучокот, предлог заклучокот кој треба вечерва да го донесеме и да продолжи постапката за пријавување на штетата од мразот. Дали има Само да некој? појаснам уште нешто. Значи со заклучокот како што е држано, ќе се поднесе барање со барање до владата на Република Северна Македонија и да му е против некој, тоа е тоа што да правиме. Бараме поради тие околности извештајот на комисијата, заклучокот на Советот, едниот ушедниот, да се прогласи елементарна непогода. Точка. Ако прогласат, они си имат процедура, ако не си продолжуваме постапката според како што продолжила и Тоа според методологијата треба да. А исто по методологија секако ќе одиме. Секако ќе вршиме проценката. Нема друг проценка да врши. Не може друг, само да вршиме проценка. Секоја општина си врши проценка. А комисијата може да смени, да бар да се смени, смените комисијата. Ако мислите дека не е стручна, дека не знае, ништо нема проблем тука. Само не гледам пречки бар оваа работа. Ви го барате си ја баш отпор, ја не ме јасно мене што е. Предлог заклучокот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека Советот со 9 гласа за го усвои предлог заклучокот. Со ова исцрпен дневниот ред, табелка што ќе заврши тоа. Ева табелка. Добре, не изврзнување? Нема ништо. Да. Чекала за За лани, ева табелка. Пишува колку? -2, -3. Лазар, заради тук не се медиумите. Не мина. Да ги информираме граѓаните, оти што нема имотни листови, што нема договор за закуп на земјиштето. Дека комисијата кога ќе испаде на терен и дека таа комисија ќе констатира дека например Атанас Стојанов има 5 декара праски, се наоѓа на таа и на таа парцела со тие и со тие координати од Јоанче, ќе мора да имат барање. барање. Дали има имотни листови? Барање. По барањето ќе констатуваме. Сите што идат тука, што Ги објавиме, закачиме долу и на МЗШВ. На КТВ. Чекај бе, како ги извести ти овие граѓани? Имаш ли на официјалната страна ги имаш известено и овие да пријава, така? Ги имаме на Сите. сите граѓани. А целите. Сите заинтересирани. Сите заинтересирани. Чекај само малку да се Што да каже она, чиј е предлог, што да каже она, чиј е предлог, Ајде, ајде. како председател, како го председател, чиј е Не предлог? дозволи да каже сега човекот, таман. Кога комисијата
Браво! Че ги посети сите површини. Плагијати. Може малко. Кога че ги посети, Кажи ти ако е. Ја цело време што зборувам се, што да кажи, да се коперчи. Малку Ајде, Јованче, кажи. Значи, комисията констатира 20 лица од општина Росман поднесиле барање за субвенционирање, што немаат имотен лист, што немаат закуп. Комисията, како че и долове на владата на Република Македонија документ да му докаже дека тоа лице има стварно површина на тоа. Врз основа на кој документ на тие Врз основа на увид. Значи, ние му викаме на листа, јас му викам, од мене сите бара. Добро. Како да сум уставен суд. Значи, колку што ме фаќамо, тоа му кажувам, мислам дека така ќе испадне, не сум погрешил до сега. Значи му викам, каков документ имате. Некој вика дека никаков документ нема. Му викам, многу тешко тоа ќе биде. Не може прво комисија да идентификуе парцелата. Владко има, чекай сега, значи Владко вика дека има елаборат. Уредно, тоа е више нешто. Преска каже некој дека ги упишале таму, Пенчо ли кој рече дека ги имал. Че видиме да ќе по барем мислење, ние не може да одлучиме. Од републичка, пак за момент. Значи, на основ Пенче, Де да се докаже? само да му докажа. На основ на идентификацијата на парцелите се знае колку овощарство има у општината. Ако нема идентификација, не знаат они. Секоја парцела е идентификувана. Тоа го поставувам. Ако немаш ти на договор. Ама тоа го поставувам. Значи го има у идентификацијата. Оти вака се ја зборите. Еве друго да ви кажам. Еве чекам некој да даде предлог. На отвори на катастар. На катастар отвори. И ќе видиш кои парцели се нека го тоа. Пораце, ние не спориме. Бог те Чекай, прича. Не, Пено. Пенче, чек сега, де да се разберем вака. Ајде, Пенчо, друго ми е целта. Значи, ние не спориме дали има тони праски или нема. Нема никаков интерес да ги одбиеме или било шо. Значи, ние мора да добиеме дозвола од Републичката комисија за процена штети, второстепената кај шо. Вие сето това што чуете после да совет кај сконечниот извишен со свој елаборат, но како лани што го усвоите. Со сите документи, со оваа табелка што викам што пише праски во Трајко Петко количина, реони ти што викаш каде во. Тоа е тука, а не овдека сега не треба да биде. Ова е првичен општ извештај. Значи после да, че побареме од Републичка, овие луѓе да ги ставиме на посебен список. Што да правиме со нив? Министерот знае запознати што има контакт, че бараме толкување. Ако речат, правите проценка, дайте изанемштета, ни ќе биме на лице место и за тоа ги терам, ја му викам, најубаво ќе биде. Ако имаш неспорни парцели со документи преку ваше субвенциите, вамо намо тие пријави си, чисто спорните што имаш, немаш документ, посебна пријава ќе ти приме. Ќе приме две пријави за тебе. Прва, втора. Втората ќе бараме мислење. Да не ја расипиме и првата пријава. Значи ние не може да одлучиме, нити ви може да одлучите, прихваните ги тие. Не, да бидат застапени, а сега владата да ги ќе бидат застапени. Републичка комисија за процена штети одлучува за тие. 17 члена комисијата, сега борба водиме со таа комисија една. Тоа се живи глупости невидени. И во претходниот состав така били и сега, 17 души у комисијата за процена. Не беше променено 4 месеци. Истекол мандатот и вака. И благодарам на вниманието, сега да ме следите. Не е до нас, биде донесе одлука и готово ќе ги